Да. Добро. Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам на присуството вечерва на уште едно предавање во Рускиот центар. Вечерва на темата Ана Павлова, Божествениот лебед, ќе ни говори професор доктор Сонја Здравкова Джепарова од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Би го препуштил зборот на професорката да ни каже нешто интересно. Повелете. Благодарам многу, благодарам пред се на поканата и на можноста да се проговори за една од најголемите балерини на сите времиња, Ана Павлова. За Ана Павлова може да се зборува со часови и со денот. Меѓутоа, јас ќе направам еден екскурс низ нејзиниот живот, најзначајните етапи и она што ја карактеризирало како извонреден уметник. Денеска е нејзин роден ден. Меѓутоа, оваа година се навршуваат два јубилеи поврзани со Ана Павлова. Тоа е 140 години од нејзиното раѓање и 90 години од нејзината смрт. Шекспир има изречено една неверојатна сентенца. Тој вели: целиот свет е сцена. На таа сцена луѓето влегуваат и излегуваат, тие се изведувачи. Еден човек може да игра повеќе улоги, помалку или повеќе значајни. Доколку ја прифатиме оваа метафора за животот сцена, тогаш мора да истакнеме дека Ана Павлова ја играла насловната улога. Играла главна улога во времето во кое живеела. Меѓутоа, оставила траен белег во историјата на танцовата уметност. Таа не била само балерина. Таа била и кореограф, педагог, репетитор, раководител на трупа, меѓутоа пред се емисар на танцовата уметност. Неколку општи информации за неа. Според биографот на Ана Павлова, Артур Феникс, таа своето име го добила заради тоа што крштевката се случила на празникот Света Ана. Била предвреме родено дете, била болежлива постојано во детството и тоа се одразило на незината физичка градба, меѓутоа од друга страна тоа постанало и нејзин заштитен знак. Сеќавајќи се на своето детство, Ана Павлова ќе ги напише следните редови. Бевме сиромашни, но на големите празници мојата мајка секогаш ми носеше подарок. На Великден големо јајце, на Божик елка украсена со златно обоени ореви. Кога имав 8 години, ме однесе во Маринскиот театар. Ана Павлова не е единствена која при првата средба со балетската уметност се влюбила во неа. Има многу примери на балетски играчи, меѓутоа и на влюбеници во оваа уметност, кои
кога го виделе балетот на сцена, едноставно не можеле да се разберат. Ана Павлова прво била фасцинирана од Маринскиот театар, од раскошот на архитектурата. Меѓутоа, со подигнување на завесата, едноставно една магија се случила и таа веднаш решила дека тоа ќе биде нејзина идна професија. На паузата и веќе најавила на својата мајка дека таа ќе се занимава со балет и сака да танцува. На прашањето на незината мајка дали сака да танцува како учениците од балетското училиште, кои се дел од оваа представа, од Заспаната убавица, Ана Павлова одговорила не, јас сакам да бидам и јас ќе бидам Заспаната убавица. Ова говори за една од одликите на карактерот на Ана Павлова. Таа решила да стане звезда и полека чекорела по патот кој сама го определила, го проектирала и го трасирала. Веднаш набрзо по оваа представа, Ана Павлова заедно со својата мајка отишла да се запише во балетското училиште. Имала само 8 години. Директорот на балетското училиште им соопштил дека во балетско училиште се примаат деца од 10 годишна возраст. Овие 2 години Ана Павлова сонувала за балетската уметност. Мечтаела за тоа да настапува и да игра на сцената. И полека почнал да и се остварува сонот. Таа се запишала во балетското училиште. Ова е една ретка фотографија на Ана Павлова во школските денови. Таа се истакнувала по многу нешта. Имала нежна, тенка фигура. Тука јас ќе ви прочитам еден цитат од еден нејзин соученик кој го дава во однос на тоа како ја паметат Ана Павлова. Тој вели, тоа беше сосема мошна слабичка девојка со среден раст, имаше волшебна насмевка и тажни очи, долги стројни убави нозе со необично висок рис. Рис е форма на стопалото која помага за оние кои не се балетски едуцирани, што полесно и поедноставно да застанеме на врвовите на прстите. Потоа продолжува со прекрасна фигура, нежна и возвишена, што се чинеше еве сега ќе се одвои од земјата и ќе одлета. Имено овој момент сите го потенцираат. Незината специфична градба, незиниот настап, незината сценска харизма. Во тоа време во Санкт Петерсбург бил главен хореограф Мариус Петипа, кој ги поставил најзначајните дела од балетската уметност. Тоа се Заспаната убавица, Оревокршачка, Рајмонда, и ред други, да не застанувам тука. Во тој период имаме забележано голем број на гостувања од страна на италијански балерини кои имале неверојатна силна техника, меѓутоа се појавиле како силни тела на сцената кои можеле да го издржат тоа техничко оптеретување за разлика од една силуета која се негувала во времето на романтизмот и на Марија Талјони. Кога на еден од часовите Ана Павлова му пристапила на својот професор Павел Герд, кој всушност го открил незиниот талент и таа специфика која ја носи и го замолила да работат еден од техничките елементи, тоа е 32 свртувања на една нога, што е врв можеби на балетската техника, тој на следниот начин и одговори. Никогаш не правете технички трикови како оние кои имаат појаки мускули од вашите. Вие мора да сватите дека вашата чувствителност и деликатност се вашите најголеми предности. Ке мора да пронајдете улоги во кои ќе ги истакнете вашите ретки квалитети, наместо да форсирате
акробатски вештини. Всушност, Ана Павлова никогаш немала силна техника. Меѓутоа имала едно неверојатно зрачење, една харизма сценска која ја издвојувала и ја правела уникатна. Затоа дека имала неверојатен талент, посебен. Зборуваат и неколку ситуации за кои пишуваат незините современици, како таа природно се чувствува на сцената како во природна средина и најдобро се снаоѓа. На еден од училишните концерти Ана Павлова на едно свртување паѓа на сцената и паѓа свртена со грб кон публиката. Дури и најголемите балерини, дури и најискусните играчи во една ваква ситуација веројатно би се збуниле. Ана Павлова веднаш станува, многу елегантно се поклонува и продолжува да танцува. Оние кои го забележале овој настан, велат дека публиката била збунета. Дали ова е некаква кореографска изведувачка грешка или всушност специјално и добро осмислен трик кој е дел од кореографија. Незината кариера одела во нагорен правец. Таа си го насуа своето место на сцената. Веднаш по завршување во училиштето балетско била примена во Маринскиот театар и тоа искачување по хиерархиското скалило за Ана Павлова се случува многу брзо. Така да во 1902 година таа ја зазема позицијата втора солистка. Веќе следната година е промовирана во прва солистка за сезоната 1905-6 да го добие звањето балерина. Првите улоги кои ги изведува во Маринскиот театар се улоги кои бараат истенчена актерска изнијансираност, силна емоционална обоеност, така што првите улоги Никија во Бајадерка и Жизел во Жизел навистина се неизин фах и таа одлично ги интерпретира. Двете фотографии во долниот лев агол од слайдот се Ана Павлова во Никија и во улогата на Жизел. После ова почнува една меѓународна кариера. Таа почнува да гостува. Најпрвин во соседните земји, Шведска, Данска, потоа оди во Чешка, Германија и доаѓа до Франција. Како дел од руските сезони, таа соработува со Сергеј Дјагилев. Ова од страната е плакатот подготвен за руските сезони. Дјагилев бил неверојатен менаџер уметнички. Тој точно знаел како да ја пласира руската уметност во Париз и целиот Париз бил облепен со овој плакат. Интересно е што следното утро голем дел од плакатите ги снемало, луѓето ги си минјале, ги врамувале и ги носеле во своите домови. Бидејќи навистина е многу добро решение, многу естетски примамливо решение ова што било представено на плакатот, а гледате дека тоа е Ана Павлова. Тука, ќе морам да споменам и за една неверојатна креативна колаборација и соработка меѓу Ана Павлова и Михаил Фоки. Тоа се двајца уметници кои се познавале од балетското училиште, кои танцувале заедно во Маринскиот театар, меѓутоа танцува својата незапирлива младешка енергија, ја канализирале преку заедничките настапи надвор од сцената на Маринскиот театар, надвор од строгата репертуарна политика во новите современи дела кои ги поставувал Фокин. На првата фотографија можете да го видите самиот Фокин и Ана Павлова како Арлекин и Колумбина во балетот Арлекинада.
Фотографијата во средина е Ана Павлова во неверојатно познатиот балет кој до ден денешен е особено популарен, тоа е Шопенијана. И на последната фотографија ги ја гледаме Ана Павлова заедно со Нижински, уште еден гениален изведувач од тој период, во улогата во балетот Павилионот на Армида. Кога двајца уметници едноставно имаат некаква заедничка идеја, имаат разбирање, создаваат неверојатни креации. Михаил Фокин за Ана Павлова го поставил Смртта на лебедот и затоа јас решив ова предавање да го именувам всушност Божествениот лебед. Бидејќи оваа улога како лајт тема се провлекува низ целокупниот живот на Ана Павлова и ја одликува и ја представува како нејзин символ. Кога ги читаме мемуарите на Фокин, тој на следниот начин ја опишува оваа соработка. Таа веднаш разбра дека улогата на лебедот најмногу ја одговара, а јас, погледнувајќи ја незината тенка, нежна фигура, забележав, таа е создадена за лебедот. Лебедот е илјадници пати изведен, лебедот е нешто што ја краси Ана Павлова и ретко која балерина после Ана Павлова успева да даде свој автентичен печат. Можеби Маја Плисецкаја е следниот интерпретатор, меѓутоа поминале многу години додека некој се приближил на таа гениална изведба на Ана Павлова. Ана Павлова останува верна на својот Марински театар. Се до 1913 година, веќе следната година почнува Првата светска војна. Таа, сакајќи да ги избегне ужасите на војната, собира трупа и 5 години поминува во Америка. Во Америка настапува во Северна Америка, во САД и Канада. Во Јужна Америка ги гледате сите набројани држави во кои таа има своји настапи. Тоа се Мексико, Аргентина, Перу, Уругвај, Венецуела, Бразил, Чиле, Еквадор, Панама. Настапува во Европа секако. Во својот живот таа оди во Африка. Ретко кој балетски играч може да кажеме дека од тоа време дека поминал волкав пат. Таа настапува во Египет и во Јужна Африка. Оди во Азија, ги поминува Индија, Јава, Бурма, Јапонија, Филипини, стига до Австралија и до Нов Зеланд. Кога споредуваме, има еден податок дека таа поминала 500.000 мили за една година. Кога го споредуваме просторот кој го освоила, мора да истакнеме, го освоила со својата уметност секако. Може да истакнеме дека таа поминала многу поголема територија од онаа која ја поминал Александар Македонски и Наполеон. Таа успеала со својата уметност да го покори светот. Околу она како ја третирале Ана Павлова, имаме многу интересен податок за незиниот настап во Англија, каде што за прв пат кога настапила доаѓа во Палас театарот и договорот бил таа да настапува за 160 фунти неделно. После првите денови извонредниот успех, публиката која чекала карта повеќе, директорот на театарот Адолф Бат решил да ја зголеми сумата која ја исплаќа за Ана Павлова да не преиде во друг театар и веќе од 160 фунти таа се подигнува на 1200 фунти неделно, што говори за интересот на публиката кон Ана Павлова. Постојано патува, постојано настапува.
Еве уште еден, многу куриозитети се врзани за дејноста на Ана Павлова. Во 1925 година таа во САД поминува 26 недели на турнеја, изминува 77 градови и има 238 настапи. Таа е емисар на танцовата уметност. Уште неколку мощни интересни, барем мене ми беа интересни податоци за Ана Павлова. Мајсторот за изработка на шпиц патики, италијанец по потекло, Николини, изработувал 2000 патики годишно специјално за Павлова. Ова е неверојатна бројка. Ако статистички пресметаме, Павлова трошела повеќе од 5 пара патики на ден. Значи, споредувајќи со современите театри, тоа е енормна бројка. Неверојатна, веројатно тоа се бројки кои број на патики кои Ана Павлова ги трошела заради своето специфично стопало, заради тоа што не било производството до толку усовршено. Меѓутоа, тоа говори дека таа била посветена и постојано работела и ја усовршувала својата уметност. Била насекаде пречекувана со почести. Така да јас излистав неколку моменти чисто да добиеме некаква представа за тоа како била прифаќана од средината во која настапува. Добила златен клуч од градот Квебек Сити и била прогласена за почесен граѓанин. Шведскиот крал и доделил орден за заслуги во уметноста. Во Хайделсфелд градскиот совет имал свечена седница посветена на незиното доаѓање и на начинот на кој ќе биде пречекана. Таа била пречекувана како големи политичари и оние кои имале аристократски ранг. Така што многу неверојатни приказни се испреплетени за оваа балерина. Меѓутоа, сите оние кои пишуваат за неа истакнуваат дека била исклучително посветена на својата уметност, имало неверојатна доза на аскетизам во она што го работела. Уште еден многу фрапантен, интересен податок. Кога настапувала во Мексико Сити, заедно со својата трупа на отворена сцена, одеднаш почнал силен дожд да паѓа. Членовите на трупата некако инстинктивно избегале да се засолнат на суво место. За тоа време Ана Павлова го замолила оркестарот да го одсвири Смртта на лебедот и таа од почеток до крај го танцувала во време кога дождот силно паѓал, и оние кои биле сведоци на овој настан се подсетуваат дека на крајот од својата изведба таа наликувала на лебед кој плови по мирната езерска вода, односно по сцената која била натопена со вода. За Павлова и за она како ја доживуваат, сакав да издвојам неколку цитати за изворно да се добие впечаток. Тамара Карсавина е нејзина колешка, заедно настапувале во руските сезони. Таа на следниот начин ја опишува: Павлова ги освојуваше срцата со својата неверојатна грациозност, софистицираност, одухотвореност, својствена само на неа. Од друга страна, Енрико Чекети, еден голем балетски педагог од тоа време, со кој Ана Павлова често соработува, вели: јас можам да го научам ученикот се она што е сврзано со уметноста на танцувањето, но кај Павлова го имаше она што е дадено од Господа.
Гостува во Индија, фасцинирана е од индиската култура и поставува неколку дела на оваа тема. Рам Гопал е еден класичен индиски танчер, кој подоцна доаѓа во Европа и настапува овде, ја опишува на следниот начин. Големите балерини на нашето време достигнуваат совршенство. Тие се вртат побрзо, скокаат повисоко и балансираат според сите правила на современата хореографија. Но јас не можам да не забележам дека тие се лишени од таа спиритуалност која кај Павлова зрачеше од секое нејзино движење. Таа спиритуалност фасцинираше. Тоа не може да се опише, јас не сум видел нешто слично досега. Овие неколку фотографии се снимени во Ivy House, тоа е домот кој го има Ана Павлова, кој е нејзин втор дом во Велика Британија, куќа со огромен парк со езеро, каде што таа може да се дружи со лебедите. Лебедот како птица не е многу пријателски настроен, меѓутоа од овие фотографии гледаме каква синергија има. На вистина лебедот е некаков заштитен знак на Ана Павлова. Каква е врската на овие простори со творештвото на Ана Павлова? Имаме податок дека на 23 и 24 март во 1927 година Ана Павлова настапувала во Белград. Веројатно на овој настан таа се запознала со една друга руска балерина, Нина Кирсанова, која по револуцијата емигрира во Југославија, живее тука. Клучна фигура е меѓу другото и за формирање на македонскиот балет. Живее, го поминува својот живот на просторот на поранешна Југославија. Во периодот на 27 година, 27-31 година, таа е дел од трупата на Ана Павлова. Ги изведува солистичките улоги, настапува се до распадот на трупата по смртта на Ана Павлова, дури превзема некои од улогите кои ги изведувала самата Павлова. Значи го познава комплетно тој репертуар и дел од него пренесува на сцената на Југославија. Така да ова е некаква врска која ние на овие простори ја имаме со оваа голема балерина. Уште неколку фотографии од легендарната Ана Павлова. Таа на 49 годишна возраст се уште настапувала мощне активно. Нејзиниот живот бил постојано исполнет со настапи, подготовки на нови хореографии, планови за турнеи, така што има еден податок дека таа никогаш не откажала ниту еден настап. Имено на 3.1. кога требала да настапува во Хаг, таа го откажува овој настап. Во Хаг допатувала веќе болна со пневмонија, која прогресирала и која едноставно текот на болеста добил лош карактер. Веќе во агонија, пред самата смрт, Ана Павлова го побарала костимот на лебедот. Тоа било нешто што последно била една од последните желби и барања на Ана Павлова. Умира, со тоа божествениот лебед одлетува во вечноста, меѓутоа нас не останува една приказна за еден извонреден уметнички живот, за еден креативен пат кој ретко кој може да го достигне и постигне. Ни останува една приказна за тоа дека уметничката индивидуалност се цени пред и над се. Таа ни е некаков репер за тоа како треба да ја градиме уметноста и дека уметноста сепак треба да остане на уметниците, а не
да ги форсираме техничките перформанси на изведувачите. Тоа е накратко сторијата за Ана Павлова. Овде се изворите од каде јас ги црпев овие цитати и информации. Ви благодарам на вниманието. Тоа би било накратко за Ана Павлова во кратки црти сосем. Благодарам. Јас би сакал исто да и се заблагодарам на професорката за интересното предавање и да прашам дали има некое прашање од слушателите. Доколку има некое прашање, ве молам напишете во чет или кренете рака. Само Александар има некое прашање, повелете. Јас сакам да ја поздравам професорката и да ја се заблагодарам на ова мощно и интересно предавање, заради тоа што сите ние сме слушале за Ана Павлова како голема уметница, како голем балетски играч. Меѓутоа, вака, од еден стручен аспект, една анализа, јас еве лично, иако сум близок на таа област, прв пат слушам, така што еве немам прашања, ама ви се благодарувам, професорке, ви благодарам и вам ви благодарам што го организиравте ова предавање. Благодарам, Александар. Тука има прашање за презентацијата. Презентацијата ќе биде објавена на нашата Facebook страна, на Facebook страната на Руски центар. Јасмина има прашање, повелете, клучете се. Немам прашање, само сакам да ја поздравам професорката, се надевам дека се сеќава на мене. Баш ми е драго што се видовме вака сега онлайн во овие услови и да се заблагодарам на прекрасното предавање. Баш така неразнежни, мислам дека ни треба повеќе ваков тип на предавање, информации во ова време, не време, така што одлична и тема и презентација. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам, Јасмина. Дали имаме некое друго прашање? Изгледа немаме. Во тој случај би ви се заблагодарил на присуството. Доколку сакате да го погледнете предавањето уште еднаш, тоа ќе биде објавено во текот на денешниот ден на Facebook страната на Руски центар. Во целост ќе биде објавено, ќе можете таму да ги видите изворите од каде има црпена информација професорката и ве поканувам да се приклучите повторно на нашите предавања следниот петок. Ви благодарам и имајте убава вечер. Поздрав. Пријатно. Пријатно. Благодарам. Пријатно. Пријатно. Благодарам, пријатно. Пријатно.